Мицкоски очекува повисоки плати и поевтини производи во маркетите, изјави тој денес на новинарски прашања. Апсолутно да, очекувам, бидејќи првите индикатори во економијата со промената на владата се навистина и за нас изненадувачки позитивни во делот на растот на индустријското производство, преработувачката индустрија, растот на бруто домашниот производ, намалувањето на инфлацијата и слично, на платата на обврските од страна на институциите, царината, управата за јавни приходи и така натаму и така натаму. Денеска платата повторно расте со истата динамика, па и забрзано, но инфлацијата е најниска во регионот во месец август, споредено со август минатата година, и таа е на ниво од 2,2%, а од почетокот на годината заклучно со август е помало од 3,5%. За тврдењето на СДСМ дека во нивно време бројот на производи со намалени цени бил поголем, Мицкоски изјави: кои што го покачија данокот на додадена вредност од 5 на 10%, а потоа и воведоа данок на луксус. Зошто воведоа данок на луксус? За да можат тој луксус да го користат преку наместени тендери, да го крадат истиот тој буџет и да завршува во нивни приватни џебови. Да бидам попрецизен, тоа го користам често пати во изминатиот период, од голтарај станаа милионери. Тоа е разликата. А оваа есенска кошничка е таргетирана и е резултат на анкета која што е правена со граѓаните. Кои се производите кои што во оваа есен се најкористени од страна на граѓаните. Иста таква ќе има и пред новогодишна.